Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов информира дека владата го усвои новиот оперативен план и дека угласот за мирката самовработување е веќе излезен во електронските медиуми. Мирка за која што има најголем интерес и е една од најуспешните мирки која овозможува директни вработувања. Сите евидентирани невработени лица како активни баратели на работа, кои имаат бизнис идеи кои сакаат да ги реализираат, кои што своето вработување сакаат да го решат со финансиска подршка преку програмата за самовработување, имаат можност да ја искористат оваа шанса, да се пријават во работните клубови на центрите за вработување, бидејќи оваа мирка самовработување е одлична можност да се реализира идејата и визијата, да се стартува нов бизнис и да се постигне успех, да се обезбеди сопствено вработување, но и да се отворат нови работни места и профит. Право на учество во програмата имаат сите невработени лица регистрирани како активни баратели на работа. Кандидатите кои во претходните циклуси завршиле обука за предприемништво и бизнис планирање, а не биле селектирани, ќе имаат право повторно да се вклучат во процесот на избор за доделување грант за самовработување. Заинтересираните невработени лица пријави можат да поднесат до 24 јануари 2014 година во работните клубови на 30 центри за вработување во Република Македонија, каде што исто така можат да добијат и детални информации за мирката. Оваа година преку оперативниот план за активни програми и мирки за вработување се планира да учествуваат 9135 невработени лица, а буџетот кој е предвиден за реализација изнесува 525 милиони 788 240 денари. Програмите во оперативниот план се насочени кон потребите за поттикнување паметен, одржлив и инклузивен раст и вклучуваат програми и мирки, како што се објавената програма за самовработување, потоа програмата за финансиска подршка на правни субјекти, микро и мали претпријатија и занаидчии, за отворање на нови работни места, програмата за субвенционирано вработување, во која што се опфатени повеќе категории на граѓани, како што се субвенционирање на вработување на деца без родители, на инвалидни лица, на млади лица до 29 години. Останува и програмата за субвенционирање на плодоуживатели на државно земјоделско земјиште, како и програмата за подготовка за вработување, обука кај познат работодавач, обука за напредни IT вештини, практиканство, едукација за започнување на бизнис, мотивациони обуки, програмата општинско корисна работа. Во мирките приоритет ки имаат и загрозените категории на граѓани, како и долгорочно невработените и младите до 29 години. Како и секоја година и оваа има неколку пилот програми, како пилот програмата за вработување на припадниците на ромската етничка заедница и пилот програмата инкубатор на занаидчии, кои треба да дадат